дека се снима оваа денешна тема, ја имаме работено во како неколку практични часови. Се работи за координација. Мислам дека ви е позната, но сепак останува делот каде што треба да малку повеќе да посветам внимание на теоретскиот дел, всушност на некои моменти кои што и немаше многу време во сала да се изорганизираат, иако колку некои 3-4 часа беа сигурно изреализирани. Дали од вас некој беше на настава, на практична настава во сала? Кога работевме јаженца, балончиња, топки, топчиња, трамполина. Да. Супер. Ова ќе биде едно надоврзување и некој рекап или рефреш на она што го зборувавме. Но мора да ја поминеме како теоретска тема, затоа што е една од побитните, иако нели нас не е интересно тамо сила, брзина, издржливост, како се трансформираат, ама координацијата е многу битна. Затоа што нели сите движења зависат од оваа моторичка способност. Издвоена е посебно, јас се во овој дел се извинувам, ќе биде и го искористам овој PowerPoint кој што е на англиски, но нека биде и наменски на англиски. Океј. Зборувавме за моторичките способности. Така една мала дефиниција што се моторички способности, само малку си извинам. За да може да се изведе движење, човекот треба да има и одредено ниво на некои моторички способности, нели, abilities. Некој намерно го држам на англиски, овој слайд нека стои, затоа што некои термини можеби сте ги сретнале, можеби не, но би било добро да ги препознавате и во англиска литература, чисто заради собирање на информации. Значи, нас ни се потребни одредено ниво на моторички способности и потребно ни е одредено умење, значи да знаеме да изведуваме движење за да може да го направиме движењето како што треба. И оваа комбинација помеѓу моторички способности и моторички навики, нели, abilities и skills, е таа која што го изведува движењето. Доколку нема, како да кажам, доколку нема тонус мускулот, значи едноставно нема надрзба до мускулното ткиво, дури шаблонски во главата да се знае движењето, не може да се изведе, затоа што едноставно мускулите не прават мускулни контракции за да може да ги поместат лостовите од телото. Тоа се раце, нели, нозе, трупот, исто како лос, зависно кај се потпира главата, сите делови од телото. Доколку постои крајните екстремни ситуации да ги гледаме, доколку постои огромна сила, а не постои умење, значи не знам како да изведам некое движење, тогаш бадијала, повторно не можам да го изведам движењето. И затоа, како што дали е опишано, за да се создаде или да се произведе или да се манифестира некое движење, значи да прикажеме некое движење, е секогаш спој помеѓу моторичките способности и моторичките навики. И сега, ние зборувавме за некои моторички способности, флексибилност беше, така, подсетете ме уште нешто што имаше од распоредот, да не промашам. Но исто така зборувавме за формирање на моторички навики, па генерално ви е позната таа така идеја за тема или теми за кои што зборувавме и може да се поврзат многу лесно, но логиката е дека секое движење е создадено со комбинација на моторички навики и моторички способности. Значи, тоа е една симбиоза од действување во човекот. Нели, ние рековме, сакаме да го цепкаме човекот.
Сега, овој ајсберг или санта лед ја видовте, мислам, и уште еднаш или можеби неколку пати, но мене ми е битен сега овој дел овде да видите каде се наоѓаат што се спаја под координацијски способности. Кога зборуваме за координација. Па во ова крugчево каде што координација од десната страна е одвоено со црвени букви, може да видите дека тука доаѓа, исто се препознава во координацијски способности, агилност, многу позната, дури во англосаксонска литература, доколку барате agility е многу повеќе препознаено од колку coordination, и под agility всушност они подразбираат вежби за така, повеќе се однесуваат на координација. Сега не зборуваме за кога строго координација да се употребува, например, во рехабилитација, тогаш да се го користат терминот координација, но видите понатаму дека има општо значење и овој термин координација може да се користи како координација. Не е, агилити е само еден дел од координацијските способности. Например, движењата со раце се, доколку се високо побарувачки, всушност комплицирани, тогаш не влегува агилити внатре, но сепак се координацијски. Но доколку имаме вежби за агилност, тогаш, например, каде што има помрднување во простор, па треба да се изведат некои таму тестови има, или агилити, да, агилити тест има уште некои таму тестови, тие се препознатливи, може да се најдат, или било кои вежби, тогаш тие ги нарекуваме агилити, ама сепак влегуваат во координацијски способности. Исто така може да видите дека под координацијски способности влегува и рамнотежата, бидејќи ние преку одржување на рамнотежа, ќе имаме час за рамнотежа, треба да пробуваме всушност да направиме интеркоординација, значи од внатре да ги скоординираме идеите за да може да се изврши задачата, всушност да се изврши да имаме некоја рамнотежа таму каде што е потребно, дали е на греда гимнастичка или на сајла меѓу две згради, се шегувам, нели, но претпоставувате на што, или нели, зборуваме за одржување на баланс или рамнотежа при возење на велосипед, но еве нека биде велосипед на едно тркало или ролери. Кој баланс не треба исто така и во скијање, всушност рамнотежа и така натаму. Прецизноста е исто тука координацијска способност, која што и самиот збор знаете веќе, например на испит прашувам што е тоа моторичка способност, прецизност, и колегите не знаат да одговорат. А од општа култура, мислам дека може да врзете што е тоа прецизност во однос на движењата, нели? И сега да не објаснувам дека се тоа точно движења изведени еве со точен интензитет и така натаму, зависно дали сврламе предмет, дали гаѓаме со предмет, дали е со нога, дали е со рака, но сепак овие субпростори кои што ги спомнав, како агилност, баланс, рамнотежа всушност и прецизност, иако се издвоени, особено рамнотежата и прецизноста како посебни моторички способности, сепак се некако субпростори во координацијскиве моторички способности. Па затоа и посветив колку 2-3 минути за да доловам што значи тоа координацијата и дека таа е така многу различна, например, како моторичка способност од овие физиолошкиве моторички способности. Ајде, издржливоста е повеќе физиолошка, силината не е, но бидејќи издржливоста зависи од тие механизмите внатре аеробни и анаеробни кои што функционираат, силината може да кажеме дека не е, но сепак многу се поразлични во начинот на побарување и во начинот на тренирање. Например, координацијата може да се подобрува со мануелни движења, зборувам за движења со помош на рацете, додека или прецизни мали движења, додека нели зборува издржливоста не може да ја подобрувате доколку работите само со прстите, не користите други делови од телото, сега знаеме што е издржливост. Но да, издржливост ја поминавме како тема исто така. Исто е киселината и затоа направив компарација помеѓу координацијските способности и овие две. Брзината е тотално различна,
способност, мислам, сепак е моторичка способност, но натрешно е одвоена како посебно и така не е се блиски, немој да сватите дека не се преточуваат, например, или дека не зависат едни од други. Добри координацијски способности значат, би требало да значат дека може брзината да се подобри многу повеќе. Ни треба координација за да може да изведеме некои мултифункционални движења за подобрување на силината, нели? Така да тоа е исто испреплетен простор, нели? Човекот е еден, но ние еве сакаме да го цепкаме. Повторно се враќам на тоа. Што представува координација за вас? Може ли некој да ми помогне? Како гледате вие координација како моторичка способност? Например, какви движења се прават, што побарува од човекот, се е тоа еден вид на дефиниција. Сака некој да ми помогне? Ајде, најде сега во 3. Аман легнавме. Добро, ајде, јас ќе си помогнам сам. Сум извел нешто. Вели реакција на сигнал. Може и брзина да биде, се работи за латентно време на моторна реакција, но може и во координацијски способности да биде. Ориентација во време и простор. Кинестетичка диференцијација. Значи, правење разлика помеѓу осетите, помеѓу формулација на движењето, значи однатре да пробам да направам слика, дури со затворени очи, како изгледа движењето и да пробам да го изведам тоа движење. Значи, додека ја помрднувам раката со затворени очи, да знам каде е точно, да имам кинестетичко чувство за моите движења. Сенз за ритам. Да, влегува во координацијски способности, подвижноста на некој начин влегува, вели добро селектирање на адекватни движења, тоа е во подобрување координација, балансот го споменавме, ориентација во простор, точно синхронизација на движењата. Може би така, најблиска една од овие, не дефиниции, туку поими кои што се поврзуваат со координација. Идејата е дека ние треба да ги синхронизираме движењата и на тој начин, всушност, ни помага тука координацијата и на тој начин ние правиме да бидат движењата прецизни, да бидат со добра равнотежа, да бидат, нели, онакви какви што сме ги замислили. Сега, повторно, пак ќе кажам, на еден од часовите споменав, искористив всушност таму процентуална табела, како се осознаваат работите најмногу се осознаваат со по пат на движење. Па, најверојатно вие многу повеќе запомните од часовите на практичните часови кога зборувавме за координација, па како учевте, повторно го врзувам терминот учевте, бидејќи тука ни треба координација, или пробувавме вртење со јаженци и сите оние движења, но сепак е убаво преку овие 30 на 40 минути да повторно се подсетиме и добиете информација, например, ако се работи за дефиниција, како да издефинирам координацијата како моторичка способност. Вели тоа е капацитет за да се разберат, примат и решат некои функционални проблеми, кои што се изведуваат кои што се изведуваат и при тоа треба моторичкото однесување, значи начинот на изведување да биде флексибилен, динамичен, ефикасен и да биде на продуктивен веј. Олсон 2002, како и да е. Значи, целта е дека треба да се разберат, да се забележат, да се примат внатре, значи во себе, и да се решат некои функционални проблеми. Гајдж вели дека тоа се координираните движења всушност се диригирани или насочени, контролирани по енергија, време и простор, организирани така движења, некоја организација која што е диригирана, која што е контролирана во единица време преку одредена енергија
нели, сепак се збори за нешто што е контролирано, насочено, организирано. Хенри вели дека тоа се способност за да се изведат хармонични, синхронизирани активности на ефекторниот систем. Ефекторниот систем се мускулите. Значи, повторно истото, централниот нервен систем задава задачи, но ги извршуваат, ефекторниот систем ги извршува, мускулите, но координацијата од каде почнува? Дали почнува од мускулите или почнува од замислата и од централниот нервен систем? Што мислите? Од Ако централниот е нервен систем. ако е намерно движењето ќе биде од централен нервен систем. Добра, супер, да. Уште подобра дефиниција. А ако е на пример дразба, некоја обична реакција, тогаш ќе почнуваат од сензорите, од проприо рецепторите, па потоа во ЦНС и потоа ќе се врати фидбек сигнал. Значи, повторно оди до ЦНС, со тоа што оди на Да, некоја субкортикално ниво, значи не доаѓа во центрите кои што треба да го обработат, туку тоа е така се вели дека е на ниво на спинална регија од централниот нервен систем. Така или? Па така нешто, ама не баш. Да, ајде кажи како, зашто не баш? Ја мислам дека е така. Нешто прочитав за аферентен и еферентен систем, дека едниот извршен, другиот ги прима дразбите. Точно, еферентниот е тој кој што се надолни, значи тоа се еферентен и аферентен систем се систем на нерви, еве може едноставно така да го разгледаме. Аферентните примаат дразба од проприорецепторите, значи од било каде, и ја носат кон централниот нервен систем. Тоа се сензитивни нерви. Еве ако се нерви, нели? Нерви се. А моторните нерви се оние кои што извршуваат задача која што е зададена од централниот нервен систем. Така, тоа го имаш читано? Да, така нешто. Сега, ако се знае движењето, супер тема спомена. Ако се знае движењето, тогаш, рековме, не учествува високиве центри за координирање на движењата во мозоците или во мозокот не учествува, значи моторната зона или што ја знам некој таму кортексот, не учествува, туку едноставно ние дефинираме дека не учествува затоа што нема психичко размислување. Но најверојатно бидејќи е некаде меморирано, тоа е се уште абстрактно, се повикуваат овие фајлови од некаде, ама не главниот процесор нема пробам да дефинирам, главниот процесор нема голема активност. Доколку ако дадеме нова задача некоја, тогаш централниот процесор на компјутеров ќе биде 100% вклучен во овој дел. Дали сме на овој пат, Ангел? Па така нешто, сега читам овде за механизам на конвергенција. Тоа што беше со аферентните сигнали. Супер. Според Шерингтон Ч во учебникот сега. Супер. 174 страница. Да, ќе треба да се потсетам сега каде во тој дел, но добро, идејата е таа дека значи треба да се изорганизираат движењата и на крајот треба да излезе движење онакво како што е замислено од централниот нервен систем. Затоа координацијските способности, всушност координирање на движењата и другиве работи, и другиве моторички способности, ама особено координирањето на движењата или изведување на вистински движења, онакви како сакаме. Нема вистински движења, но има движења кои што посакуваме да ги изведеме, започнуваат од централниот нервен систем. Сем, нели, доколку е научено. Професоре, гласот нешто се исклучи, ама се врати. Не знам што се случи. Да, го користам мобилниот телефон како камера и микрофон и во моментов некој ми звонеше, па се прекинува. Така да сега во ред, така? Да. Супер, кога зборуваме за координација и оформување на
нови движења, значи skill acquisition, формирање на нови движења. Бернштайн вели дека се тоа сет на информации за организација на новите движења. Го споменавме Бернштайн тамо. Метикош вели дека е тоа база, координацијата е база за да може да се создадат нови моторички движења, да се научат. Професор Дивановски има убава дефиниција, вели дека координацијата секогаш произлегува во овој процес на создавање на моторички навики како креативно време. Ова е многу интересно. Например, кога учиме некое ново движење, кај вас беше примерот секогаш е. Се извинувам. Само на кратко. Океј. Што сакав се извинам? Што сакав да кажам? Како тоа произлегува координацијата како креативно време. Ние кога учиме нови движења, пробуваме да ги изведеме движењата брзо. И еве со јажнице примерот беше, повеќето од вас пробуваат да ги изведат многу брзо. Кога учиме нови движења, нас ни треба време за да може да се ствари, да може да се прими движењето, да се дигестија да се изврши, значи да го буквално дигестија може би примерот да може да го примам движењето, да го обработам тој процес и да дадам кон ефектор, кон мускулите информација како да го изведам движењето. И сега доколку тоа време е кратко, тогаш ќе имам ли ја време за овие процеси кои што треба внатре во централниот нервен систем да се одвиват на некое за нас апстрактно ниво? Немам време, ама додека го одвојам, го направам подолг период да има помеѓу движењата, значи да може да потрае оној психичкиот дел, ќе го кажам, ајде, или делот од централниот нервен систем каде што треба да се реши движењето, тогаш јас ќе имам подобра шанса да го научам движењето побрзо. Инаку се сведува сега нели ова на информацијата дека ако брзо пробувам да научам некој движење, нема да можам да го научам. Можеби ќе можам ако едноставно или јас сум склон кон тоа да го примам движењето, но ако е сложено движење, прва се соочувам со него, тога секогаш ми треба време. Сиграме со димензијата време. Дајте му повеќе време или дајте повеќе време на клиентот, дечињата, за да може да го изведа движењето. Не ги забрзувајте и на тој начин тоа е некое креативно време кое што всушност постои како медиум каде што ние може да ја побараме координацијата на помош. Инаку само ќе биде пробување метод на проба и едноставно не влегува ништо, не може да се научи, не може да се прифатат тие битните клучни моменти од движењето за да може да се меморира истото. Значи ова се однесува на тој момент, па на пример жонглирање со топчиња. Жонглирање со топчиња, жонглирање со балончиња. Балончињата паѓаат многу поспоро, нели? Па имате време да го приметите другото балонче, имате време да направите први, нели, перцептивно да направите антиципација кон тоа каде балончето, второто кој што сакам да го удрам, каде ќе падне, да дадам задача, да се поместам делот од телото, рака, нога и слично, за да можам да го допрам и тоа балонче да не падне на земја, туку да го пратам во височина, или вертикално нагоре. Ама топчињава тениски, тие се потешки и побрзо паѓаат. И на тој начин, кога побрзо паѓаат, ние го немаме ова креативно време, за да може внатре да ги решиме работите.
и за да може да исплива координацијскиве способности на помош да ни дојдат, за да ги научиме движењата. И нормално се наоѓа кај многу автори, Кейн е многу интересна книгичка, 84 година психологија и спорт, но и по часовите по психологија кај нас на факултетот ќе го слушнете овој термин дека координацијата е еден вид на моторичка интелигенција. Така да може да се, дури во селекција може да се искористат, нели, оние кои што имаат подобри координацијски способности, доколку е потребен за врвен спорт или за некои такви предизвици, но кога се работи за рекреација и физичко образование, особено во училиште, сите имаат шанса и сите треба да имаат шанса да пробуваат нови движења, без разлика дали ги учат побрзо или поспоро. Тоа треба да го имате во предвид. Ки учите по часовите од методика. И сега, кога нас ни е потребна координација? Потребна ни е кога прв пат решаваме некое движење. Значи, прв пат кога го решаваме. Кога го пробуваме. Ти видите во тестови за координација, сега еве едно прашање, само да видам дали супер. Како го учиме движењето, ова зборувавме на часовите, така помалку ни треба координација. И сега испитно прашање. За да провериш на некого на какви координацијски способности има, какво движење ќе му дадеш? Што го знае или што не го знае? Што не го знае. Логично. И сега, ако сакаш да провериш, например, имаш една програма за подобрување на координацијски способности и обично кога задаваме програми, некои такви, треба да има тестирање на почеток, да видиме како стојат луѓето со координација или со брзина, или со издржливост, или со некои моторички способности, па ја задаваме програмата и на крајот, може и на средина, или на крајот, или треба да има некое следно тестирање, за да видиме дали се трансформирале моторичкиве способности. И сега кај координацијата, ја давам тестови на почетокот на програмата, задавам програма, јаженце, полигончиња, значи било нешто што смислил професорот по физичко дека тоа ќе биде добро. Какви тестови ќе даде на крајот од програмата? Истите тестови за координација или нови? Зошто ако се истите исти, зошто ако не треба да се истите, не истите? Има некоја идеја? Можеш и да го повторите целото го прашање? Вака, имам на програма некоја која што треба да ја сработам, ова е програмата. И таа трае 3 седмици. Програмата ми трае, да земам програма, 3 седмици. Ева како ќе го правиме. Имам, само ми треба имам некоја програма за подобрување на координацијата. Која што трае 6 седмици. Ова е онака ставено 6 седмици. На почетокот правам некој тестирање и задавам тестови. Тестови за координацијски способности. Какви треба да бидат тестовите за координацијски способности? Треба да бидат тестови движења што ги знаете, што ги знае испитаникот, или движења што не ги знае испитаникот? Што не ги знае. Што не ги знае, супер. Понатаму имам, значи ова се тестови број 1. Ова е некое иницијално тестирање.
Ајде, нека стои на латиница. Понатаму имам контролно тестирање. Програма од 6 месеци и имам некој контролно тестирање. И се овде треба да зададам тестови, за да ги проверам координацијските способности, дали се подобриле или не. Ова е период на како ќе го крстиме, период на подобрување координација. Прашањето е дали тестовите на иницијалното и на контролното тестирање треба да бидат исти. Треба да бидат исти, Не. бидејќи контролно е. Ај вака, први на Ангел нека каже зошто треба да бидат исти, после мислам дека Стефан беше. Јас мислам Да, дека треба да се исти, бидејќи иницијалното тестирање тога се задаваат некои непознати вежби, задачи и после 6 месеци, 6 недели период од подобрување да се тестираат истите. Добро, ја не давам одговор, Стефан следен. Ја мислам дека треба различни вежби да се дадат или задачи, поради што да видат колку се подобрени координацијските способности. Добро, еве, различните разбрав, ама зошто? Ние и со едниви и со другиве се тестови, би требало, бидејќи е тест, да провериме колку се координацијските способности подобрени. Ма зошто треба да бидат различни? Оти едните пред тоа ги знај. Тоа ми се свиѓа, супер. Значи, ваква идејата, Ангел, и за другите. Кога прашав во кои движења ја препознаваме координацијата? Во движења што ги знаеме или што не ги знаеме? Рековме во движења што не ги знаеме. И сега тука не сме ги знаеле движења, ама сме ги пробале. Дали се меморираат тие движења? Се меморираат. На одредено ниво се меморираат. Значи, ние не се прв пат не се запознаваме со нив. И сега, ако направиме овде да има една... вака ќе ја крстиме. Само да видам дали може вака да го потегнам, супер. Значи, ако зададеме овде уште една група, па едната група работи програма, а другата група не работи програма, туку работи вака, овде имаме група 1 горе и овде имаме група 2. Значи, ова нека биде G2, ова горе ќе ја сметаме за група 1. Океј? Ова ќе ни биде G1. Може така? Значи, еднава група работи програма, а другава група се вика контролна група. Група не работи програма. Ајде ќе тргнеме од G2 групава. Они се запознале со тестовите. Дали после 6 седмици кога ќе ми дадеме повторно тестовите, за нив ќе бидат нови овие тестови? Најверојатно се слушаме, така? Ајде, јас ќе одговорам. Нема да бидат нови. Значи, тие ќе имаат информација на иницијалното тестирање дека нешто се случило со и ќе добијат информацијата за тестовите. И сега, ако ке оваа група која што не работи, очекувано е дека ќе има подобрување на резултатот во тестовите,
а тие не работеле ништо. А зошто е очекувано да има подобрување во резултат? Затоа што веќе ги знаат тестовите и ќе се снајдат многу побрзо на контролното тестирање да ги изведат тестовите, значи побрзо ќе ги направат, ќе се снајдат, зависно од тежината на тестот за координација, повеќе ќе имаат подобри резултати на второто тестирање отколку на првото тестирање. И пазете, овие не работат ништо. Арно, ама како тогаш ќе процениме дали се подобрила координацијата кај овие кои што работат нешто, бидејќи и они исто така ќе ги знаат тестовите од првото до второто тестирање. И сега, идејата ми е дека го одолжив, ама убаво е за размислување, дека особено кога се работи некоја ваква програма и сакаме да провериме како стојат клиентите со кои што работиме, дечињата, тогаш треба да смислиме некоја варијанта да некои тестови кои што можеби тешко се учат, некои тестови кои што не се врзани со учење, а сепак подобруваат координацијските способности, или, например, различни тестови, па може тамо со некои математичко-статистички методи на постдипломски студии ќе ги учите, да се направи некој изедначување, па да кажеме дали има подобрување во тестовите или не, ама нели тоа е веќе нормално функционира математичко-статистички методи, но е малку по-адванс. Ма чисто за размислување околу координацијата, затоа и го постави вака, да пробате да сватите што се случува со движењата кои што веќе еднаш пробуваме да ги не изучиме, туку ги пробуваме да ги решиме. Значи, што се случува со нив? Тие се веќе некако меморирани кај нас во меморијата, во централниот нервен систем или каде и да се става тие информации. Така да, ова беше околу тоа дека се решава нешто ако е за прв пат и тогаш се употребува координацијата. Доколку сакаме доколку го научиме движењето, тогаш нас координацијата не ни треба. Каде се среќава или каде ни треба координацијата во друга опција, каде ја среќаваме или каде ја повикуваме на помош координацијата, тоа е кога ги пробуваме да ги реорганизираме движењата кои што веќе ги знаеме. Па, например, поскокнување со јаженце нанапред, сме го научиле, не сме го знаеле, па сега го реорганизираме движењето да биде убаво, така како што сакаме, да не се свиткуваат колената и да биде убаво движењето, ама да го вртиме јаженцето наназад. Па да пробаме да влеземе, да излеземе од јаженцето. Значи, сепак основата е вртење на јаженце, тоа е основното движење, но ние пробуваме да ги реорганизираме движењата. Значи, тогаш се повикува повторно координацијата. Кога учиме ново движење, значи за прв пат, кога ги реорганизираме движењата. Обратно од цело ова не е провоцирана координацијата кај движењата кои што веќе ги знаеме. Можеби ако не сме ги повторувале, па тогаш да има некој сегмент на заборавање, ама велосипед, знаете дека еднаш кога ќе се научи, тој не се заборава, се учи постојано. Сликава случајно или намерно имам ставено е за јас се зезам со фудбалерите, цепење дрва. Не е едноставно да знаеш да исцепиш дрво или да користиш вежба која што е чекан удирење во гума. Зошто? Затоа што има движење и се приметува тој кој што имал искуство во ова движење, например, дека навистина го работел тоа. Претходно, доколку му дадете на некој кога прв пат да го употреби или да употреби оваа алатка за да изведе вакво движење, дали е во фитнес или е во загрејење, нели? Тогаш може да приметите кога разлика помеѓу тие двајца или тие две индивидуи, дали имаат знаење или немаат знаење за да го изведат движењето. Сушност, дали го изведувале или не го изведувале движењето. Па, нели, прв пат тој што оди на скијање, нормално се разликува од оној кој што е на ски скоро цела година или се надпреварува во некои од алпските дисциплини. Какви движења може да се задаваат? Значи, движењата треба да имаат голема вариабилност во нив. Што поразлични движења ја провоцираат координацијата како моторичка способност многу повеќе. Да се задаваат движења со различни стартни позиции. Например, стартна позиција нас ни беше јаженцето напред или назад. Многу едноставно, ама да.
па жонглирање со топчиња или со балончиња од седење или од стоење. Да се изведуваат движењата наназад. Мислам дека пробувавме скок во далечина наназад. Тоа се нарекува реорганизација на моторички стереотип. Моторички стереотип е добро, цврсто научено движење. Мислам дека го спомнав тоа кај движењата. Значи, моторичка навика, моторички стереотип. Стереотип е цврст отисок. Сега, ако ние ги знаеме движењата, нели, како што кажа вртење на јаженце нанапред, тогаш ги работиме по обратен редослед и на тој начин повторно се провоцира координацијата. Промена на брзината. Работиме многу брзо, ама работиме многу бавно. Значи, да вртите јаженце многу бавно е исто така проблем. Треба да се подзамислите како да го изведете движењето, затоа што вие ќе подскокнете јаженцево веќе не се завртило. Значи, треба да се усогласат сите движења. Да се смени ритамот. Ние подскокнувавме со ритам 1-1, едно вртење, едно подскокнување, ама подскокнувавме со ритам едно вртење, две подскокнувања. Така, па можете да го забрзате движењето да биде едно подскокнување, две свртувања и така натаму. Сега ова е пример со јаженце тоа што го работевме, ама е апликативно во секоја кај сите други, кај движењата може да одберете движења нели кои што вас ви одговараат, а сепак да има варијабилност во овие движења и да ја провоцираат координацијата. Може да се работат движења каде што се намалува нели визуелниот апарат, всушност се ајде вака, голманите во кој сакате спорт, во ракомет се навикнати на големината на топката. Арно, ама ако изведувате од нормална далечина од каде што се шутира, нели, кон голманот, ако задавате движење со тениско топче, тогаш намалена е, ќе биде екстра предизвик за голманот, за да повторно го скрати тоа латентно време на организација на движењата и да ја направи добро координирано движење. Значи, ова се однесува на тој момент, да се намали, да се стимулира преку визуелниот апарат, да се стимулира координацијата. Дали се намалува, се смалува видното поле, се обструира видот или па од друга страна, како што кажа пример со топчињата, предметот се намалува за да нели му треба време да го воочи и да изреагира како што треба. Последново се однесува на дека координацијата може да се провоцира доколку например спортистите се заморени после тренинг, но треба многу да се внимава ако се специфични движењата може да настане и повреда, но целта на сите овие видови на вежби кои што може да се задаваат е дека постојано треба да има некоја така напрешна борба, значи да има некое незадоволство, туку страгал пробувам да го преведам. Напрегање. Добро, може и напрегање. Страгал е да ќе најдеме некој поспецифичен, подобар термин за да се преведе страгал, но да има предизвик. Значи, да има некој предизвик однатре за да може да го стимулира оние латентни димензии кои што всушност ја повикуваат, ние ја викам или викаме ја повикуваат координацијата, но всушност пробуваат да направат систем кој што ќе го реши движењето. Значи да има некој предизвик, ако нема предизвик тогаш ние го знаеме движењето. Станувам, приметете се вие колку пати дали размислувате додека наутро ги изведувате утринска тоалета или ги миете зъбите, или не размислувате. Тоа е автоматизирано движење, веќе денот го планирам ја што ќе се случува и автоматски се поминува движењето колку таму и минути да трае. Така да нас не треба некој вид на предизвик страгал да има за да може да се провоцира координацијата како моторичка способност. Што може, исто е составил пример, да, различни стартни позиции, да се изведуваат движењата, например, во огледало, еден води, а другиот треба обратно да ги направи движењата, например, ако се тоа движење со раце, одрачи, прирачи и така натаму, другиот треба да направи, например, одрачи со лева, узрачи со десна, тогаш другиот да го направи тоа во огледало, со другата рака. Значи, тогаш има психичка активност, размислување, и тогаш се повикува координацијата.
да се менуваат границите на движење. Например, во фудбал особено се користат овие мали игри, small-sided games, кои што на многу помал простор им задачата е кон фудбалерите на многу помал простор они да проба да се снајдат и да проба да направат координацијски движења, да ја зачуваат топката, да направат добар пас кон својот играч. Противникот да не им ја земе топката. Значи зборуваме за нели она како се вика игра во средина кога е шева популарно. Двајца бркаат, 6-7 луѓе се од страна, ама имаме и оние игри на possession или на последна топка, каде што, например, во исто мал простор, некои 15 или 20 на 20 метри, 20 на 30 метри, зависи колку играчи, внатре се 5-6, они пробуваат две екипи, 5 на 5, 6 на 6, едната екипа да ја одземе топката од другите пробуваат да ја задржат, но финтата е дека се одвива се на многу скратен простор, нема време каде да го користи просторот како ограничување, за да може да направи предизвик на играчот да дојде до решение. Значи на овој начин се подобрува, мора да има добра концентрација, значи мора да се одморени, добра концентрација, но се преку решавање на ваквите задачи се подобрува координацијските способности. Тоа е идејата. Тоа сакам да кажам со ограничување на просторниве, задавање на просторни граници. Значи, например, additional task, работите жонглирање со 3 топчиња и задавате математичка задача. Доколку не е усвоено добро движењето, тогаш во моментот кога ќе треба да почне да го пренасочи движењето, тој што го изведува, например, жонглирањето, да го пренасочи движењето или да го вклучи и вниманието да го пренасочи, или да го вклучи вниманието за решавање на таа умствена задача, не само за моторичкава, тогаш може да приметите дека ќе настане проблем, ќе паднат топчињата, ќе го исклучи вниманието кон моторичката задача, ќе почне да решава само оваа умственава задача, но тоа сепак е предизвик. Значи во тој момент се кристализираат, има подобрување на учењето, ама во тој момент повторно се повикува координацијата. Тоа е исто како мултитаскинг, например, диригент на оркестар. Ние гледаме дека има движење со рацете, држење ритам со нозе можеби, иако и ритамот нели е со рацете, но диригентот точно знае во секој момент кој инструмент треба да се вклучи. За мене е тоа многу абстрактно, не сум го работил никако. На ова се однесува, значи кога ќе се вклучи некоја дополнителна задача, дека всушност има не расејување, туку расширување на вниманието. Имаме расширување на вниманието. Кога ќе треба да се расшири вниманието, значи да се внесат и други некои задачи, тогаш има повторно координацијата се повикува на помош. Последново вели, значи да се променат методски, да се едната група што работела, па да направи другата група да почне да работи нешто друго. Како евалуираме координацијата? Значи, бидејќи се тоа способност да се изведат, да се организираат силите на движењата во време и простор, такви задачи треба да се задаваат. Ако сакаме да направиме некое тестирање, но и не ни треба официјално, многу се тешки координацијските способности за проверка и преку она, како што кажав, пример задавање на програма е многу тешко да се изреализира. Токму затоа што се учат движењата и не можеме да ги опипаме на овој начин, но може да се примети, например, дека по одреден временски период индивидуата пробува да ги решава задачите на многу поефикасен начин. Значи, ова се све некои критериуми кои што се за проценка, значи да се изведат повторно да се изведат движењата, но да се зачува нивната основна структура. И третово се однесува дека способност да се реорганизираат движењата. Значи, ова се некои критериуми кои што може да ги искористиме како евалуација. Гледате, блиски се на вежбите кои што се задаваат, но, како што кажав, една вежба може да биде и тест,
можеби неофицијален тест, нели, за да се прават истражувања и така натаму, бидејќи треба да има мерни карактеристики добри. Но за своја корист може да искористите вежбички кои што ќе процените дали некој ќе ги зададете и може да процените дали некој има подобра координација или не. Океј. Во текот на животот, луѓето најдобро ги подобруваат координацијските способности тука негде од 7 до 11 година. Тоа го зборувавме по антропоонтогенеза. Пубертетот за него спомнав минатиот час, значи што се случува, дека треба да се има во предвид. Тука најчесто има намалување на координацијските способности, не е тоа драстично, но едноставно ќе видите дека вау, што се случува со детенцево, многу подобар беше во координацијата претходно или подобра беше во координацијата, но сега нешто се случува, да, тоа е најверојатно се работи за пубертет. Семако, нели, не е нешто акутно, па се замор или така натаму, но пубертетот е специфичен период, објаснав минатиот час за него. Да, ова е интересно, дека не ја губат луѓето координацијата со тек на време, како што, например, се губи силината, издржливоста, флексибилноста. Тука се движењата. Може би ќе бидат лимитирани некои тешки движења заради немање на сила или издржливост или брзина, но координацијските способности се тука. Луѓето во постара возраст кои што имаат добар вид, нив не има проблем и не треба да учат да протнат конец низ игла. Тие тоа го имаат совладано или да возат велосипед, го имаат совладано и многу не се губи координацијата на тоа ниво, токму затоа што е многу латентно на друг начин организирана во однос на овие други моторички способности. Да, овде сум спомнал има едно примерче, например да пробате да се подпишете на табла со креда и доволно е да ставите 100 грама тек на зглобот на дланката и да пробате повторно да се подпишете. Значи тоа ќе биде една нова задача. Зошто? Затоа што сега ќе треба централниот нервен систем да направи реорганизација на движењата и да направи да има друг вид на импулси или информации кои што само малку се Значи да има друг нови шаблони кои што сега се поврзани со моторичката способност сила, за да може да се точно одберат такви, значи точно се контрахираат оние мускули кои што учествувале во движењето, ама сега треба да направат да има нели малку со подруга сила се соочуваат. Ма таа сила не е само за да се создаде движењето, туку и да се закочи движењето, затоа што потписот оди, нели како што оди има и забрзување и успорување на движењето, па преминување во ново движење. Значи тука е тоа кај што ние вели имаме координација, но само нови, како да го кажам, кога се соочуваме со слични задачи, ама така видоизменети, тогаш може би ни треба повторно некоја координација. Дали координацијата е врзана со моторичките способности? Не. Многу, тоа го споменав, има испреплетеност ако се работи за нели движење со цело тело, па тука ако некој не може, нели не може да, не знам, е во лежачка состојба одреден период, па не може да го направи движењето, тогаш да. Заради тоа што има, не знам, операција на колено. Не може да изведува движење со нозете, но координацијските способности не се поврзани со постоењето или имањето на подобри моторички способности од типот на сила, издржливост, брзина и така натаму. Ова некој имам извадено како тестови примерче, например Illinois Agility тест, најверојатно го знаете. Вели ова варијанта дека од лежење,
И сега, бидејќи агилити, ви споменав на почетокот, тоа се координацијски способности, ново движење низ простор и треба да направи да има заспорување, успорување, промена на правец и така натаму, и затоа се нарекува агилити. Ова е еден тест по Курилич и супер дечки што ги имаат извадено од Полициска академија Даниловград, само да видам, треба да имам, да, имам видео. Може да видите како се изведува тестот, се нарекува координација во простор. Значи има први интеркалање, точно задачи. Кога ќе дојде од тука има ползење на назад, треба да го земе кимоното, ползење на напред, од тука има колут на назад, реорганизација, колут на напред ни е поедноставен, колут на назад ни е по комплициран. Ќе пробам сега уште еднаш да го направам, да, можам вака, може да видите, значи не објаснувам сега. Ова се примерчиња како погрешно се изведува тестот. И сега што, еве само нека заврши. Која е идејата на тестот додека го работи? Ова е ке сите тестови. Што ние овде, како ние овде може да процениме кој има подобра координација? Први, треба да го изведува тестот правилно. И затоа овде се зададени, само да видам, да, тука се зададени некои движења кои што, само малку, објаснети се неправилни положби, неправилни движења. Например, ова не се важи за добро и ќе мора да го повтори тестот. Не се важи за добро доколку прави ролање, нели, и излегува надвор од само уште еднаш, и излегува надвор од матрисот, од душеците. Значи, кога се задаваат тестови за координација, треба да се, особено вакви со цело тело во простор и слично, имаме координација со палка кај Курилич и многу други тестови можете да пробарате на интернет. Први е дека треба да има точна изведба и втор битен момент, всушност тука се оценува брзината на изведбата. Значи, оние кои што имаат подобра координација, побрзо ги изведуваат движењата, побрзо ги воочуваат, процесираат и ги изведуваат. Значи, брзината е таа која што е мерка, која што се користи, се мери, пазите сега што кажувам, брзината се мери за да се процени координацијата, бидејќи ние не можеме да измериме координацијата. Така да, овие се два критериума кај тестовите, најчесто која се изведуваат е дека треба правилно да се изведат и оној кој што или онаа кој што ќе ги изведе побрзо, тогаш има подобра координација, така се смета. И тука и математичко-статистички кога се прават анализи, се покажува дека ова е вистината, значи оние кои што имаат подобри координацијски способности побрзо ги решаваат тестовите. И затоа брзината се зема како фактор за споредба помеѓу испитаниците кој има подобра координација или не од нив. Ова е едно примерче, се нарекува Минесота тест, се користи во рехабилитација особено на пациенти, само да видам зашто не се да тргнам, на пациенти кои што имаат проблем со медицински проблеми, па координацијата е намалена. Ајде, ова не ми се случило. Да, слика е. Ајде, ќе видиме вака, Минесота. Ми киднал некаде линкот. Супер, ова е тестот. Нели, треба да отиде се, таму додека отиде. И Елон Маск мора да го изслушаме, ама тоа е тоа. Не беше ова. Супер, само се извинувам, морам нешто да направам, да не ми се изгуби за следно предавање. Океј. Значи, ова е
се изведува за aid in the hiring process. Значи за манипулативен тест за координација на око дланка и овде има неколку ова се placing тест, добро, значи тест за поместување каде што на пример овие објекти ќе треба да се вметнат во се објаснува истото го објаснува, ја ќе ви го објаснам. Овие објекти треба по одреден редослед да се вметнат во празните места. И сега тоа изгледа, еве им дава некој примерче, дека треба, значи на нешто скокна, не знам зашто, да. Треба по овој редослед да се редат, значи по колони од десно кон лево некако му доаѓа. И сега испитаникот треба да ги нареди, што побрзо ги нареди, значи има подобра координација, ајде, можеме тука да кажеме и брзина дека има и така натаму, но може да се случи дека, еве, например, погрешува. И сега, доколку го мериме времето, нормално оној кој што има подобра координација, побрзо ќе го реши тестот. Нели? Сега ова е вадење некој тест. Овие тестови во психологија се користат, во можеби психијатрија, се користат прилично. Значи, сега треба по одреден редослед да ги преврти сите фигури. Си има нивоа на градација, можете да ги најдете кога ви интересира, но ова се нас повеќе не интересира тестови како оние од претходните. Сега нормално кога зборуваме за популација на здрави дечиња и луѓе, но некојаш ќе треба да работиме и со нели популација која што има специјални потреби. И тогаш се користат и вакви тестови, само ете 2-3 теста се прикажани. Само да видам што има уште нешто. Една рака. Супер, па може да биде лева или десна рака. Па на база на тоа, која е подобро да се дадат некои заклучоци. Па има две раце, повторно гледате се збунува, доколку брза, па треба со две раце истовремено се решат и така натаму. Океј. Ова мене ми прави проблем, добро. Да. Информацијава од озгора ми правила проблем. Чекај да видам. Да, супер. Можем да го добиваме на овој начин. Движењето со палка ги работевме на час. Со палка не работи. Да, например, може да се користи палка или работевме палка на час или не? Не се сеќавам. Немаме работен. Немаме, одлично, ајде, мислам дека се гледа добро видеото. Па, например, усогласување на движењата. Тука ни треба координација. Палката сакам да ја фрлам да лета хоризонтално нагоре. Палката сакам да ја фрлам да се заврти за, не знам, 90 или 180 степени. Но слично како кај јаженцата, јас го задавам движењето и очекувам да го изведам движењето да биде вистинско. Нормално, тука ми треба интермускулна координација, ми треба шаблон, не шаблон, туку идеја во глава и излегува дека не се вистински, не се онакви движењата како што јас планирам. Дели, математички тоа ако се исцрта, компјутер ќе ги исцрта убаво, ама еве, јас имам проблем, морам да почушнам за да дојде палката во хоризонтална позиција да ја допрам. Што треба да направам? Треба да го коригирам движењето. Едната страна е подобра од другата страна. Зошто? Затоа што едната рака ми дава подобра контролирам од другата рака. Еден едноставен заклучок. Со топчиња работевме, така да, па, ете, не мора да ги поминуваме. Исфрлање, нели, на различни начини. Чекај да видам тука палка, да. Палка со партнер. Па ја праќам палката да лета хоризонтално. Па да биде споро или да биде брзо. Па и доколку има, нели, со ротација може, па доколку не е правилно движењето, гледате партнерот не го направи добро движењето. Па се објаснувам што треба, што е задачата, може би не сватила, но оној што ќе свати од прва и оној што ќе направи побрзо правилно движење, што ќе го направи после помал број на проби, има подобра координација. Очекувано дека има, значи побрзо ги прима информациите, побрзо ги процесира и добри информации праќа кон ефекторните органи, значи низ моторните нерви надолу,
и подобро се процесираат овие информации. Мислам дека ова видео, ако ви треба негде го има на, на YouTube, го е вставено, може би на YouTube ќе ви ги дадам и двете видеа, да ги имате, или трите видеа, да ќе ги ставам, од сите, до двата теста и од ова примерче со палка. Да не го поминуваме, има неколку вежбички кои што може да се искористат, како да се контролира движењето, а палката да има да се движи на оној начин кој што ние сакаме. Значи, палка да се движи на оној начин на кој што ја сакам, или партнерот, ама за да го добијам тоа, треба да ги искоординирам моите движења. За да ги искоординирам моите движења, мене ми треба, веќе знаете, координација. Па две палки може да се искористат. Па едниот од озгора, едниот од оздола. Че видиме што има две палки вертикално поставени. Супер. Топчиња, овие вежби со топчиња ги работевме, нели? Да не ги поминувам, палките се овде битни, кои што ги работиме, тоа е жонглирање, па само со една рака, со две топчиња. И така, натаму во изменети услови, например, да од стоење да пробам да седнам. За мене беше предизвик. Па од седење да пробам да станам. Нели, ова се тие видоизменети. Во оваа варијанта, кога ги менувам условите, тогаш имам, ја повикувам координацијата на помош. Супер. Имате ли нешто да прашате? Еве еден час за вежби со координација, оптоварени со координацијски активности. Имате ли нешто да прашате? Имате ли нешто да додадете? Некоја дилема да разјасниме околу координација? Добро, да сватам дека нема. Да, нема. Океј, тогаш